Дозволете ми да ви се заблагодарам за поканата и за она да се искажам своето мислење за околу ова, за една тема која што е многу актуелна во последно време. Ова е во врска со контекстот на преговорите за создавањето на нова влада, односно владината коалиција за идниот мандат. Нема да зборувам за изборите, какви беа тие, дали беа редовни, нередовни, честни, нечестни, така натаму, заради тоа што мислам дека не во контекстот на вашата тем, ќе се концентрирам на она што е тема на денешната дебата, која што заради вистината е иницирана од делувањето на актуелниот председател на владата и според сите изгледи идниот мандатар на идната влада, кој што, како што се чини, паралелно се обидува да прави преговори со два албански политички субјекти. Значи, ова е моментот што го ја иницирала оваа дебата, која што, без друга треба да кажам, создава немир кај албанската јавност. Доколку беше Македонија еден класичен политички систем со повисоко ниво на демократија, со политичка култура многу поразвина, мислам дека воопшто не требаше да се постави ова прашање за Македонија. Меѓутоа, Македонија нити има развиена политичка култура, ниту има развиена демократија и стабилизирана демократија и не учествува во делот на државите со класичен политички систем. И токму затоа ни произлегуваат вакви проблеми од оваа природа. За жал, ова ќе рече дека на едно вакво политичко ниво актуелниот председател на владата, односно председателот на ВМРО ДПМН, да бидам по-концизен, по-точен, резултатите на изборите се обидува да ги стави во функција на неговите тесни партиски интереси, доке ги прекршувајќи ги основните правила, не сакам да зборувам екс катедра, многу е јасна ситуацијата во Македонија после овие избори. Доколку нему му се случеше оваа иста ситуација, секако дека ќе употребеше еден голем број аргументи за да аргументира ова што ние денеска го разговараме. Дека е неприродно да се создава парламентарно мнозинство без партијата која што го има мнозинството на албанските гласачи и мандатите во парламентот. Меѓутоа, тоа е во друга ситуација, ја искористува ваквата ситуација во албанскиот политички камп и прави пазарења кои што се целосно неприродни. Се штетни во прв ред за албанците, но и за самата Македонија, за стабилноста на Македонија, за демократските процеси и за евроинтегративните процеси на Македонија. Се разбира дека партиите кои што ги победиле на изборите, ВМРО ДПМН и ДУИ, Демократската унија за интеграција, имаат целосната легитимност да ги развиваат преговорите, да ги прават преговорите, да развијат платформа за владење и да создадат новиот кабинет. Секоја друга постапка остава тешки последици за една димензија на тоа дека во што може да ги претвори другите албански актори, може да бидат замена, односно субститут на ДУИ. Јас го делам мислењето на господин Отимери дека тие ќе бидат поставени во функција на албанците, некогашните албанци кои беа избирани од патронот,
од газдата. Нив не ги избираше народот, туку газдата на власта и тој ги избираше како негови соработници и велеше дека има албанци. Тука се поставува прашањето, зошто да има тогаш избори кај албанците, тогаш Груевски ќе победи на избори и ќе рече нема да го земам член на ДПА за министр, ќе го земам на Серзибери, затоа што мислам дека тој подобро ќе го раководи овој ресор. Тогаш воопшто не треба да има избори. Значи, целта на многопартискиот систем стои во создавањето на власта со легитимност. Значи, излегувањето на избори, добивањето на поддршката и таа поддршка да се трансферира во извршна власт во функција на реализацијата на платформата за која што сте добиле поддршка од гласачите. Значи, спротивното действување ја прави неразбирлива трката во албанскиот политички блок. Значи, ова не враќа во изминатите ситуации. Тие ситуации се конфликтуални и директно Македонија ја ставаат во еден конфликт. И она што го реков како нешто што е кажано на трибина дека повикот на Дуј во владата треба, односно неповикувањето на значи може да се случи доколку неповикувањето на Дуј кој што доби најголем број на изборите може да донесе до федерализација на државата. Значи, албанците дале поддршка на една партија и таа не влегува во власт и тогаш тоа ги остава албанците без инструментите, политичките инструменти. Значи, преку политиката нивниот глас не може да се артикулира и тогаш тие треба да излезат во планина. Или пак, во други форми, да прават пресии за да се измени политичкиот систем во Република Македонија. Овој систем, знаеме, дека преку диалог многу тешко се изменува. Ние до 2001 година, јас бев актор од тоа време, ние сме ги дале сите аргументи дека Македонија не може да функционира со таков устав како што беше тогаш и финалето на дебатата и на тие аргументација беше надгласувањето во парламентот. Значи, уставот знаеме како се измени во Република Македонија. И доколку ние Охридскиот договор тани сега не го употребиме како механизам да се артикулираат интересите на албанците, за да не се излезе уште еднаш во планина, тогаш директно ние одиме во конфронтација. Еден од начините кои што можат албанците да излезат од оваа ситуација е измена на политичкиот систем, да се бара еден друг модел на политичкиот систем, дали ќе биде тој функционална федерација, територијална федерација или некој друг модел, тоа ќе биде потоа тој ќе биде единствениот инструмент кој што на албанците ќе им гарантира дека нема да зависат од волјата на мандатарот, односно председателот на владата, кој што актуелно го има кој носи името Никола Груевски, туку ќе имаат уставно-правен механизам кој што ќе им ги осигура и артикулација на политичкиот интерес во власта. Јас не верувам дека актуелниот председател на владата во ситуација кога има еден проблем, одлуката на СДСМ да ги врати мандатите и да не ги призна изборите, дека ќе влезе во уште една авантура и победничката партија на изборите кај албанците, кај албанскиот народ, да ја стави во позиција која што исто така евентуално да ги вратат мандатите и да се создаде една целосно хаотична ситуација во Република Македонија и потоа
да не може да не постои терен преку диалог да се изнајде политичко решение за понатамошно функционирање. Затоа јас сум оптимист во овој правец дека ќе се најде решение, разврска, кое што ќе им оставе надеж на албанците дека можат политички да артикулираат своите барања преку постоечкиот систем. И на крај, можеби не бев премногу долг, затоа што во последно време многу пати слушав како во време на создавањето на Охридскиот договор да се стави овој момент кој што ќе биде создавање на влада меѓу двете партии кои што се победнички во македонскиот и албанскиот табе. Тоа не е направено. Се вели дека да се остави еден поголем флексибилитет во овој правец. Јас сакам тука јасно да кажам без ракавици дека без присуство на оние што биле актери, вистината не е таква. Вистината е дека Охридскиот договор не го прифатил овој инструмент. Со инсистирање на македонската страна, која што имаше страв дека преку овој инструмент Македонија ќе влезе во политичките системи бинационални, што е вистина, но Македонија врз основа на уставот како продукт на Охридскиот договор е ваква држава без оглед на тоа дека во членот 1 се дефинира како унитарна држава. Меѓутоа, во својата композиција уставот на Република Македонија политичкиот систем на Македонија е хермафродит. Тој е дефиниран како унитарен, меѓутоа функционирањето и реализацијата е на државите со консенсуално договарање. Значи, го имаме комитетот за меѓуетнички односи, значи тука имаме 7 албанци, 7 македонци, што фактички имаше тенденција создавање на втор дом на парламентот. Двојното гласање, односно институтот на Бадинтер, како што ние обично го нарекуваме, што не може да се одобрат многу закони без мнозинството на гласовите на пратениците, меѓутоа и со мнозинството на гласовите на националностите. Значи, ова дава бинационален карактер, значи промена на уставот без гласовите на албанците исто така дава ваков елемент и залудни се тенденциите кои што денес и од она дебата што ја спомена професорот Арсим Синани, како вампир да ја прикажат тенденцијата на бинационализацијата на Македонија, заради тоа што во својата целина, во своето, значи, уставот од Охридскиот договор е ваква. За да завршам, тенденцијата да се елиминира евентуалното учество во новата влада на политичката партија со легитимност на гласот на албанскиот народ не представува ништо друго освен создавање на терен за наоѓање на така наречени честни албанци кои што нема да бидат никаков проблем во власта и нема да ги представуваат и интересите на народот во името на кои ќе бидат во идната влада. Оваа ситуација за албанците е неприфатлива. Јас зборувам тука како аналитичар, меѓутоа доколку се направи една сондажа, доколку вашиот институт се бави со ова прашање, ќе видите дека 99% од албанците ќе го имаат ова мислење.